Ориз со пилешко, ама не месо, туку само коска, супа и леќа, по некоја пржена пиперка, малку сиренце и суфлеп. Ужасни болнички оброци за пациентите на клинички и останатите здравствени установи, без разлика дали се деца или возрастни. Храната за сите е иста. Пациенти и родители на деца револтирани и згрозени од менито кој им се служи во болнички услови, на социјалните мрежи споделуваат фотографии од оброците. Велат, ова е тотална катастрофа. Ова лепче е вечера во клинички центар Скопје, без јогурт, чај или млеко, празна кифла. За ова имам плаќено 46 години здравствено осигурување. Ова е срамно и жално за пациенти што лежат со денови, недели и месеци, а нема кој да им донесе храна. Јас му ја подарувам на министерот за здравство, нека ја изаде и нека оздрави. За ручек на клиника имаме супа и леќа во комбинација. Вчера имаше супа и граф. Ако некој јаде од вас дома ваква комбинација, нека пише. Не е поразлична состојбата ниту на останатите здравствени установи како што се гинекологија Чаир и Институтот Козле. Дали и кој врши контрола каква храна им се дава на пациентите во скопските клиники и дали надлежните ќе превземат нешто за подобрување на условите за пациентите. Од Министерството за здравство се прогласија за ненадлежни за болничката храна, па не препратија кај заедничките служби на клинички. Прашавме и таму, но одговор не добивме. Но не е само болничката храна мизерна, туку и условите за лекување на пациентите не се поразлични. Спротивно на тоа, граѓаните редовно плаќаат здравствено осигурување, за кое добиваат катастрофални услуги, а некои од нив тоа го платија и со живот.